Европската политика да ја подзатвори вратата за електричните возила ќе подотвори друга. Кинезите веќе започнаа да кројат планови за испраќање на хибридни модели на стариот континент. Иако за тоа регулаторите не се загрижени многу заради строгите стандарди за издувни гасови, внимание привлекува што се јавуваат и некои други играчи кои не смеат да се занемарат. Меѓу нив е и Байк, кој лани произведе 1,7 милиони возила, од кои 190.000 извезе. Порастот на производството од 17,6% и посебно на извозот од масивни 73,5% ги подгреа амбициите на оваа државна компанија за освојување на нови пазари, меѓу кои сигурно има и некои европски. Одговорот на прашањето со кои модели може да се наслути од најавите дека компанијата подготви нов 2-литарски дизел мотор со 163 конски сили, хибридно засилен со 48 волтен стартер генератор, кој ќе се вградува во големиот теренец со ознака BJ60. Представен пред 2 години, тој има габарити колку Toyota Land Cruiser, должина од 5040 мм, широчина од 1955 и скоро исто толкава височина, додека меѓу скиното растојание му изнесува 2820 мм. Дизајнерски е безлична мешавина на повеќе стилови, но затоа е поставен на крута шасија и има погон на сите тркала со редуктори и диференцијали кои се блокираат. Во него засега се вградува исто така благ хибриден 2-литарски бензинец кој ги задоволува Euro 6 нормите, кој располага со максимални 270 конски сили и е спарен со 8-степен автоматски менувач. Куриозитет е што овој теренец, кој може да се добие со 2 или 3 реда седишта преку сив увоз, веќе се продава во некои европски земји. Во Германија, например, чини 51.000 евра и има 3 годишна гаранција.